сега преминуваме на една уште поубава тема, затоа што нашиот следен гостин ќе ве покани сите на изложба по повод меѓународниот ден на ромите. Да му посакаме прво добро утро на Кенан Тајр. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро, Искра. Кенан, да ве запрашам само на самиот почеток, изложбата носи наслов Кои сме ние. Така. Мислам дека тоа воопшто не е едноставно прашање, доста тешко прашање, и затоа ќе започнам со тоа прашање. Вие што би одговорили на тоа? Па баш размислував на тоа и додека ја поставивме изложбата, ќе кажам ние сме горди роми. Затоа што тоа е одговорот на се што е поставено на изложбата. Сите факти, сите дела, се што пишува на изложбата, носи кон тоа дека сме горди роми. Браво, Кенан, и треба да сте горди. Повели, Слободанка. Благодарам, Искра. Добро утро, еве уште еднаш до тебе. Добро утро до сите наши гледачи. Добро утро до нашите гледачи роми. Со оглед на тоа дека сме имале гледачи токму роми во нашава утринска програма. И навистина, еве, сите ќе упатаме еден голем поздрав, каде и да се, и не следат во овој момент. Добро утро и добре ни дојде, Кенан. Сега ми кажа дека 94-та година си ти роден, а јас тогаш сум матурирала. Како и да е, драго ми е што еве генерацијски разлика, меѓутоа ќе се разговараме за една многу убава тема. Кажавте да кои сме ние, вие сте едни горди роми. Но јас би сакала на почеток еве за тебе малку да те запознаеме одблиску. Кој е Кенан? Да. Епа, прво добро утро до вас во студиото, добро утро до сите гледачи. Благодарам на интересот да Секако. ни поддржите како Институт Ромалитико за изложбата. Да одговорам кој сум јас. Тоа е исто така тешко прашање како кои сме ние и во еднина кој сум јас. Меѓутоа би кажал, јас сум личност која што некако во својот животен процес секогаш бил тука да промовира ромска традиција, култура и вредности. И не знам, би одговорил дека сум горд ром. Би одговорил дека сум жител на Македонија. Да си видиш, да. И не знам, да. Одлично кажано. Ме интересира сепак нели сето она што ние и сакаме секогаш тоа да се случи. Еве претходно имавме и можност да погледнеме разговор со првата докторка ромка која што ја имаме веќе во Македонија. Образованието за ромите, па еве јас би сакала твоето патешествие околу образованието да не запознаеш еве од таа страна. Да. Да, ја знаеме ние доктор Джемиле Берат и е супер што има фичер во вашата утринска програма со незината книга. И се надоврзуваме сега и со овој настан, да. Да. Да, одлично надоврзување, тоа што го пишува во незината книга со воопшто гордоста на ромите во нашата изложба. Во нашата Македонија изложба, така. Да. Јас сум за моето образование, да, ме прашавте. Моето образование исто така цели кон некоја струка која што за жал не е застапена многу меѓу ромската популација, тоа е IT секторот, односно компјутерските науки. Па така мојот бекграунд е во компјутерски науки. Имам и студирано надвор од државата една година во Будимпешта на програма и тоа е уствари приказната на тимот на Ромалитико. Да, затоа што многумина од нашите вработени се всушност магистри од Централно Европскиот универзитет во Будимпешта. И тие започнале својата приказна во 2013 година. И ме земале мене како дел од нивниот тим, така што јас таму сум официјално координатор за комуникација, меѓутоа работам и графички дизајн, и видеоедитинг, и IT поддршка, и некои сите работи што се поврзани со IT дизајн, комуникација, јас го работам тоа. Одлично. Секоја чест и да си продолжиш понатаму и да се нижат, како да кажам, успеси, но не само кај тебе, и кај останатите роми да ги потикнеме со образованието, нели, да бидат на малку повисоко ниво, затоа што можете и умеете, а не дека не можете, туку може да кажеме некој не сака така. И тоа се докажува, затоа што низ годините највеќе се вложувало на образованието и имаме навистина голем скок, барем ако не во другите сектори како нели домување, другите работи,
барем во образованието имаме голем пораст. Имаме ден денес многу запишани на факултет роми, дипломирани и дури магистрирани, имаме и доктори на науки. Браво, драго ми е поради ова што го слушам, а и денеска ова утро сме со повод со оглед на тоа дека еве се ближи нели 8 април, меѓународниот ден на ромите, и токму затоа си ова утро тука, но секако дека претходно малку и да се запознаеме со тебе. Како сето ова го имате во план и размислувате да го одбележите денот на ромите и со токму под овој знак прашалник кои сме ние? Идејата, сето она што подготовките за одбележување на овој ден, знам дека нема да биде само на 8 април, туку ќе имаме повеќе денови каде што ќе се одбележи токму меѓународниот ден на вас ромите, па ајде нешто малку повеќе околу тоа да не запознаеш со сите овие настани. Да. Значи идејата за кои сме ни изложбата што е моментално поставена во Ситимол до 14 април, тоа се овие 2 недели. Ние дојдовме до идеја со оваа изложба, да, еве ја гледаме, поставеноста, уште пред една година. Тогаш одлучивме и се запрашавме што ние сакаме да направиме, како ние да стигнеме до мејнстрим публиката, поточно публиката која што секојдневно се движи низ градот, и каде таа оди, како ние можеме нив да ги таргетираме со нашите информации за тоа кои сме ние како горди роми. Па решивме да ги искористиме просторите на двата најголеми трговски центри, Eastgate и Ситимол. Значи, минатата година оваа изложба беше поставена во Eastgate, а оваа година ја поставуваме во Ситимол. И затоа што има таму голема фреквенција на луѓе, и не само, мислам, наши сограѓани во Македонија, туку и странци кои што доаѓаат ја посетуваат земјата, затоа и всушност една половина од изложбата со 600 мис е на македонски јазик, а другата половина од исто така со истите информации пресликане на англиски јазик. Така што размисливме како најшироко можеме да допреме до нашите сограѓани, да ги научиме за ромската историја, култура и традиции. Тоа е многу одлично од ваша страна и ве погледнавме да поставена е веќе изложбата, што значи дека сите оние кои што се заинтересирани и сакаат да допрат малку поблиску до вас, може од оваа изложба да дознаат нешто многу повеќе. Со оглед на тоа дека низ мојот живот јас си имам пријатели роми, ќе си го споменам и Буш Ибраимовски, тој е еден познат наш естраден уметник, неговото семејство, со оглед на тоа дека потекнувам од Тетово. Јас сум имала во своето основно училиште мои блиски пријателки кои што сега не се во Македонија, живеат во Швајцарија, тоа е мојата пријателка Елвира, која што многу ќе ја поздравам, Сев Джуле и така натаму. Ние многу сме се дружеле со ромите во оној период кога јас сум посетувала и сум била во основно училиште, и ден денеска ете тоа ни е најнормално нешто и едноставно многу ни било интересно, морам да кажам. Сега, исто така и тие покажуваа многу знаење во образованието. Тоа сакав исто да го споменам. Не скроз одлични, меѓутоа со многу добри четворки и интерес за учењето покажуваа уште од тогаш. Но како и да е, сакам да кажам дека вие сте еден прекрасен народ, пред се, со многу интересен дух, со оглед на тоа дека спомена за ромската традиција. Ајде малку сега ти низ утринската програма да не запознаеш токму со повеќе малку со ромската традиција. Што би истакнале најмногу кај вас? Пошто сме препознатливи. Пошто сме препознатливи. Сега, нормално, постои тој стереотип дека ромите се препознаени по музиката, по танцот, одличната музика, одличниот танц и моќта на некој начин да те развеселат, да ги развеселиме останатите околу нас. Меѓутоа, јас би кажал, најголемата моќ од сето ова во традицијата лежи во нашата упорност. Лежи во тоа дека ние сме тука преселени од 10-тиот век, 11-тиот век во Европа и се уште се држиме кон нашата традиција како што треба секој впрочем народ тоа да го прави. Да се и го прави.
да се држи до традиција, културните вредности, едноставно до тоа што ние можеме да му го понудиме на овој свет, а тоа е да влеземе во една разноликост, бидејќи не е интересно се да е исто. Многу поинтересно е да гледаме различни народи, различна традиција, историја, да. И не знам, еве, например, може да ги спомнам фактите што се дел од изложбата, бидејќи тоа е како еден културно-историски час поставен во Сити Мол. И навистина, ако дојдат посетителите и доаѓаат секојдневно да ги читаат информациите, тоа се стокмени од нашиот институт како најинтересни и најважни информации кои што секој мора да ги знае ако сака да ги запознае ромите. Првата ја кажа веќе, дека сме тука од 10-11 век во Европа. Второ, можам да кажам зошто 8 април. Тоа е најчестото прашање што го добивам од медиумите. 8 април е поради Светскиот ромски конгрес во 1971 одржан во Лондон, каде што роми од буквално сите европски земји се собрале и кажале, добро, ние од 10-тиот век наваму дојдовме до ниво на магистри, доктори на науки, зашто ние да не си ја напишеме нашата историја и да ја покажеме онака каква што е. А тоа значи да оформиме, нели, прво да го искорениме зборот циган, како што не нарекуваат останатите и е често поистоветуван со погрдно значење, пеоративно значење. И потоа да одлучиме или да го дадеме нашето знаме, кое што нели се состои од црвеното тркало рота во средината и небото како сина земја во горниот дел и долниот зелената боја како земјата. Да. Потоа, значи, се одлучило знамето, исто така се одлучили химната Джелем Джелем, кој што можеме да слушнеме во различни верзии, меѓутоа вистинската верзија на инструменталната, како што има, нели, секоја земја. И едноставно се кодифицираше јазикот, кој влече од санскритот уште корени, така што е многу стар и богат јазик. Повеќе од 33.000 збора, 8 падежи дури имаме. И многу често мислам дека тоа е причината зашто, например, ромите тешко се адаптираат да го мислам, ние го зборуваме одлично македонскиот јазик. Меѓутоа, пошто вие немате падежи, а ние имаме, и многу често доаѓа во конфликт со ние. Одлично зборуваш македонски. Браво. Тоа се одлучени работи на тој Светски ромски конгрес и по одлука на Обединетите нации, тој ден е прогласен како наш ден, бидејќи тој ден е юнити, заедништвото е покажано. Така. Кога ја спомена Джелем Джелем, веднаш наисма ме асоцира, затоа што таа мислам дека, ако ништо друго, сега секој си го има својот вкус, меѓутоа за мене барем најубаво знаеше да ја донесе вака на сцената од срце и душа. Како впрочем и сите естрадни уметници кои што ги имаме, Ферус Мустафов, покојниот исто така, и да не ги набројуваме, ги има многу, како што кажавме дека сте препознатливи, навистина сте препознатливи по танцот и по музиката, и тоа едноставно не можеме да го избегнеме така. Меѓутоа знаеме и умееме да бидеме и нешто сосем поинаку и друго во животот како роми. Ке ги искористам овие последните минути на твоето гостување за Ромалитико. Не споменавме за здружението, од кога е во Македонија и што е она што вие еве конкретно работите во здружението за сите овие години, што сте предонеле за ромите во Македонија? Да, секако ние како институт Ромалитико и во самото име стои Ромалитико Рома, значи ние сме институт кој ги застапува ромите. Интересно е да кажам дека приказната на Ромалитико се движи интересно, бидејќи започнато како идеја 2013 година уште на Централно-Европскиот универзитет во Будимпешта, каде што нели студирале сите кои што се дел од тимот. Таму ја започнали идејата и решиле да се вратат по студиите во Македонија и да ја предизвикаат статус по состојбата на ромите. Кое што, за жал, окей, да, се уште трае, меѓутоа ние успеваме во предходните веќе 7-8 години откако постоиме да ја менуваме. Како? Како? Со нашата експертиза. Тоа значи сите што се во тимот знаат да понудат во јавните политики свежи решенија базирани на докази и на информација од релевантни информации, за да кажеме што
тоа нас ни треба како роми, бидејќи исто така низ историјата многу често другите одлучувале што нам ни треба, а ние како немавме представници кои да одлучи за тоа, но сега имаме. Кои се Имаме борат за многу правата невладини ваши. организации. Ние сме моментално лидер како невладина организација со спроведување на проекти. И еве, на пример, најсвежото и нешто што е презентирано во медиумите е решавање на статусот на лицата фантоми. Тоа го работиме уште од Тоа го имаше и кај нас август. исто така, низ информативните редакција, низ сите медиуми. И така. се уште работиме. Тој процес не е завршен, иако беше објавено нели дека А има ли многу фантоми? Има. Над 400 најдени од наша страна, плюс 50 и над 100. Завчера имавме исто состанок на кој што се разгледува оние можности за, нели, се обезбедува матичен број. Така. Меѓутоа, треба да се однесат и понатаму, чекор понатаму, лична карта, здравствено осигурување, Процедура веќе сепак, да. воведување во система. Да. Тоа е нешто важно. Исто така можам да напоменам дека работиме инфраструктурно во цела Македонија. Значи градиме патишта, го решаваме проблемот со канализација, урбанизација во општините, бидејќи ние не сме само во Скопје лоцирани, ние сме во 17 општини низ цела Македонија. Така. И таму ги решаваме сите поголеми проблеми со кои што се соочуваат ромите во местата каде што живеат. И морам да напоменам исто и дека лансираме наскоро barabara.mng.mk. Тоа е платформа за донации, каде што сите граѓани може кога ќе дојдат, нели, може да не посетат на Facebook страната на Ромалитико или на Инстаграм, од таму ќе ги најдат информациите за платформата во која што се пријавуваат инфраструктурни проблеми, истите може да донираат и да ги подржат. Значи, буквално го отварат проблемот, гледаат слики од тоа како изгледа местото, Да се подадете улицата. рака едни на Да, други, и така. имаат Онаму можност каде што е да најпотребно. донираат. Да. Многу благодарам што Фала. беше дел од утринската програма. Најавивме и ве уште еднаш ги покануваме сите. Веќе изложбата е поставена во Сити Мол од ќе трае се до 14 кажавме април. Има многу интересни нешта што да се погледнат, токму како што кажавме да ве запознаеме и од друга страна малку ние вас ромите, за да не биде само музиката и танцот и свирењето. Благодарам многу и ти посакувам многу успех во животот и на Сдруженијето Ромалитико исто така. Благодарам и на вас. Ке нам и однапред да ви го честитаме секако и празникот. Така е. Фала.